Добар ден и од мене, чест и задоволство сум денеска овде со граѓаните во општина Аеродром, да можеме да ја продолжиме онаа акција која што започнавме минатата недела. Денеска и јутре повторно ќе имаат можност граѓаните да ги презентираат своите гледишта, да предложат по некој проект кој што ќе биде дел од проектите кои што ќе се реализираат во општините широм Македонија, така и овде во Аеродром. Слушнавте од Тимчо, градоначалникот, за тоа што се планира за следната година. Тука имаме навистина амбициозен тим во општината и покрај тоа што немаше никакви проекти изминатата година, буквално од почеток се проектираше, можеме да кажеме дека еве веќе две градинки, доградба, надградба на две училишта, паркови, плоштади и така натаму ќе бидат дел од проектите кои што ќе бидат реализирани, вклучително и дел од оние проекти кои што граѓаните преку овие отворени денови ќе ги предложат. Така што исклучително значаен момент за македонската демократија, прв пат граѓаните директно да може да откриваат буџетот на некоја од институциите. Повеќе, чисто како информација да кажам, повеќе од 800 проекти се пристигнати од страна на граѓаните преку директните средби и преку веб страницата budget.mk, значи повеќе од 800 проекти се резултат на новаа кампања, били дел од промените иднина што носат. Ке повторам, продолжуваме да иновираме, продолжуваме и понатаму да работиме во интерес на граѓаните. После оној отчет транспарентен дводневен кој што го има повеќе од 100 официјални лица на општините, каде што ВМРО-ДПМН има свој градоначалник или да споделува локалната самоуправа, сега имаме повторно 2 викенда каде што може директно граѓаните да бидат креатори на проектите кои што ќе се реализираат, односно да гледат каде се трошат парите кои што ги прибираат општинските буџети. Така што еве, тука ви завршува, ако имате некои дополнителни прашања, тука сум да дадам одговор. Повелете. Американци истражители дојдоа во Македонија, половина влада, ако не сите, рекли дадоа поддршка да се истражи корупцијата, криминалот. Спасовски, првиот човек на полицијата, даде поддршка, од една страна поддршка од владата, од друга страна вие откривате корупција и криминали секојдневно. Има ли надеж дека може да се сузби? Со овие луѓе во овие институции не само што нема надеж, туку корупцијата и криминалот може само да се продлабочуваат. Човекот кој што 7 години е на чело на Министерството за внатрешни работи, владата која што повеќе од 5 години е влада и партијата која што е дел од таа влада повеќе од 20 години и кои што се причината за криминалот и корупцијата во Македонија не можат да бидат решението. Така што било кој тим на истражители треба најпрвен да почне од владата. Затоа јас велам, што побрзо имаме предвремени парламентарни избори со нови луѓе на чело на тие институции, толку побрзо ќе дојдеме до решение за овој криминал и корупција. Еве ќе дадам 2 примера. Првиот пример вклучува 3 институции. Тоа е царината, тоа е МВР и нека биде управата за јавни приходи. Нека се извади листа од последните 5 години луксузни возила со цена на чинење повеќе од 50.000 евра, кои се собствениците на тие возила, а потоа преку УЈЕПО нека се провери годишната даночна пријава на тие луѓе како се стекнале со тие пари за да ги купат тие луксузни возила. Многу едноставно. Ева втор пример. Институција катастар, институција УЈЕПО. Нека проверат кои се собствениците на луксузни станови со вредност на чинење поголема од 100.000 евра и нека ги проверат нивните годишни даночни пријави. Како ги заработиле тие пари? Не треба повеќе да одиме. Доволно е само ова да го направат и ќе дојдеме до тоа каде корупција имаме, каде имаме криминал, кои се собствениците, како се стекнале со тој имот. Многу едноставно. Не треба многу длабински да навлегуваме, па да даваме изјава во насока на поддршка на борбата против криминалот и корупцијата, па тимови специјалности. Овие институции со овие луѓе, кои што се сега на чело на тие институции, одговор на ова прашање нема да ви дадат. Затоа се потребни предвремени парламентарни избори, со нови луѓе во тие институции, кои што немаат концесија, кои што не се контаминирани, за да можеме да дојдеме до одговорот на оваа хипотеза која што јас денеска ја поставам одлука пред вас и пред македонската јавност. Многу едноставно. Какво ви се очекување во
еве од последното прашање ќе почнам. Еве ви дадов многу едноставно два процеса, две траектории. Царина, МВР, УЈП. Само да ги испитаме собствениците на луксузни возила. Колкав приход пријавуваат и од каде им се парите, да ги прашаме. И второ, катастар и УЈП, да видиме кои сте собственици на луксузни апартмани и станови и во УЈП да провериме колкав данок плаќаат. Нема потреба од закон. Имаме ние важечки закон кој што може да го испити. Еве да не губиме време во собраниски надмудрувања, дефокусирања, менување на теми и така натаму советинг и слично, па да добиваме на време. Еве просто е многу едноставно. Не треба многу да лутаме ни лево, ни десно. И постојните законски решенија овозможуваат ова да се потврди ако се има волја. Ако се има волја. Во Скопје, јас вчера видов неколку луксузни возила, секој од нив над 100.000 евра. Точно знам кои се собственици на тие возила. Точно знам во кои приградски скопски населби и општини се паркираат тие возила. Точно знам во кои куќи се паркираат. Што не ги објавите се напред? Има институции во државата. Кога ќе има избори, кога ние ќе ги имаме тие институции, ќе ги објавиме и ќе ги извадиме за уши од таму. И ќе ги конфискуваме. Но додека се овие таму каде што се во тие институции, нив ќе обарате ова прашање. Ја ниту сум истражител, ниту сум полицаец, нити сум обвинител, нити судија. Јас само во интерес на јавноста наведувам каде треба да се води истрагата. Има институции, нека се ја водат истрага. Кога ние ќе ги имаме тие институции, ќе видите како се справуваме и со корупцијата и со криминалот. Од тоа што јас го добивам како информација, нема намалување на цените на основните производи. Очекувам конечно во парламент, во процедура да пристигнат законите кои што повикавме да дојдат час поскоро, да ги поддржиме, како што е например викенд без ДДВ за основните прехранбени производи, за да можат нешто да видат граѓаните да почувствуваат од тоа кое што ние го побаравме како опозиција, а после многу натегање владата делу многу призна. Затоа еве барам, инсистирам побрзо да ги достават законите, да ги поддржиме, да поминат тие закони за да можат барем пред празниците сега да можат граѓаните нешто да почувствуваат, да нема надмудрување и политички калкулирање. Еве, ние веднаш ќе ги поддржиме, да ја бидат на брза трака. Готово тим за тоа што има и луѓе кои што бива оминати млади играчи со вашата партија, што може би би се увале од санкции. Јас, колку што познавам во партијата која што ја водам, во моментот такви луѓе нема. Такви луѓе нема и овој тим кој што вие велите дека е дојден тука, претставувам ке гони криминал и корупција. Нема да прави политички притисоци. Не е да растеретам уште нешто јавност, иако ние сме го кажале нашиот став по тоа прашање, овој состав на парламентот нема да ги донесе тие уставни измени, под овие услови, под овие околности, под бугарски диктат. Така да бидете растеретени, ако почне процедурата, ево сега ви кажувам дека таа процедура ќе биде неуспешна. Има разноразни обвинувања во јавноста, гледате како излез од оваа ситуација која што се наоѓаме и второто, општина што искат соопштенија дека се одбиене за општинска обврзница, пробаѓаат, како да наведеме, некои големи проекти, таму дали очекувате иста судбина да ја доживее и општина? Да, благодарам. Првото прашање што се однесува до град Скопје, мојот совет и до Ковачевски и до Арцовска е кога ќе се среќаваат тајно, наместо да договараат провизии од работот кој што треба да го добие јавното сообраќајно претпријатие, наместо да ги договараат тие провизии, да најдат начин да го решат проблемот. Да го решат проблемот затоа што секојдневно скопјани се жртви на оваа пинг-понг коалиција која што ние ја нарековме коалиција на хаос. И затоа следната средба, еве јавно ги замолувам пред македонската јавност, пред скопјани, тајна, јавна, каква идеја, да договорат на начин, како се договора тоа. Прво, или владата да обезбеди пари преку трансфер,
или позајмица до град Скопје и тие да ги исплатат врските кон приватните превозници, или втората е наместо парите да завршуваат до луѓе кои што се блиски до СДСМ, роднини на Арсовска или луѓе од сметковоствениот бизнис, од работот кој што го набавува работот за нафта кој што ја набавува ЈСП да завршат во ЈСП и тој да ги исплати врските кон приватните превозници. Многу едноставно. Многу едноставно, слушнав некои бледи оправдувања, не знам, во текот на вчерашниот ден на некои од порталите дека во минатото имало работ, сега немало, била тешка година и така натаму. Еве јас јавно повикувам сите оние кои што се занимаваат со трговија со нафта и нафтени деривати, оние кои што носат мазот и во Рек Битола и во ТЕЦ Неготино, да се пријават на новиот тендер, откако истиот ќе го поништи ЈСП Скопје. Значи, тоа е начин. Поништете го тендерот, не, ако овој не сака да дава работ, или па да не завршува кај вас во джеб, поништете го тендерот, распишете нов, да ги повикаме сите компании во Македонија да учествуваат на новиот тендер, јас ви гарантирам дека ќе учествуваат. И ќе има работа. Многу едноставно. Многу едноставно треба тоа да биде. Што се и тоа може веднаш уште утре да се направи. Но некој сака двогодишен договор на 1.450.000 литри нафта да заработи повеќе од 1,5 милиони евра. Тука се работи. 1,5 евра. Ако вие да вистина добро му мислите на градот, прво нема зашто да подпишувате 2 години, ќе подпишете на 3 месеца и ќе барате компании јавно да се јават на тендер и да понудат работа. Еве, јавно јас ги повикувам сите компании, ќе го следиме тендерот, ако нормално ЈСП го поништи овој постојниот и објави нов, да нема никакви можности за манипулација. И парите да останат за граѓаните, а Скопјани да ги спасиме од овие непринципиелни договарања на коалицијата Арсовска-Ковачевска. И за Штип би сакал да дадам одговор. Општина Штип ги помина сите процедури. И пред Македонската берза, и пред Комисијата за хартија од вредност, и пред Министерството за финансии, се помина. И пред Советот се изгласи. Првата општинска врзница во Македонија, што некогаш некој е издан на Балканот, мислам дека е прво. И тоа дојде на влада и ја тргна од дневен ред. Зошто? Затоа што во Штип Иван Јорданов победи во прв круг, го декласираше фаворитот и толку фалемиот кандидат на СДСМ уште во прв круг, направи проекти, во услови на енергетска и економска криза, притисок од владата и така натаму, успева да обезбеди финансиски средства за да ги реализира тие проекти за Штип и за Штипјани, и тогаш доаѓа пред влада, и владата вика тргнете таа врзница. Истото тоа се случува и со други две општини. Општина Радовиш и општина Гевгелија. Истото тоа ќе се случува и со општина Аеродром и со останатите неколку Бутел, Газибава, Прилеп, Битол и така натаму. Јас од оваа влада не очекувам ништо. Ако некој има било каква надеж, верувајте дека таа надеж нема да постои за многу кратко време. Затоа што едноставно имаме работа со многу злоба, многу инерт и многу самознебисаност. Не им се интересите на граѓаните на општините приоритет, туку личните интереси и богатењето на грбот на граѓаните. И затоа ќе бидат граѓаните ускратувани се до моментот додека немаме превремени избори, дека не падне оваа влада, дека не дадат други луѓе, кои што по-космополитски ќе ги гледаат работи и ќе пристапуваат кон истите. Ние сме од граѓаните за граѓаните. Затоа се ви отворени за нас. Видовте ли вие некоја општина која што има градоначалник од редовите на владината коалиција, да речеме општина Чаир, општина Саве, општина Центар, општина Струмица, општина Пробиште, да има отворени денови, да даде отчет. Дали некој виде? Дали некој знае што ќе се прави, каде ќе се трошат парите на граѓаните? Еве Рачиново, например. Јас би сакал да појдам до Рачиново, да видам кои се проектите што во Рачиново ќе се прават овде. Зошто нема? Дали некој го поставува тоа прашање? Тоа се вистинските прашања и тоа се вистинските одговори. Тоа веќе сме се Рачиново, пред неколку дена рековте дека првиот ден што ќе власта, ви знае дека криминалната банда одма при улаците,
дали може би знаете кој помогна да избега Груевски и дали може би се се позанимава да првиот ден? Со сите можни индиции за криминал. Дали е бил тоа Христијан Мицкоски, дали е бил некој од Арачинова, дали некој било Студеничани, Грчец или Струмица, од прв ден нема толеранција за криминал. Држите ме за збор. Апсолутно, апсолутно. Еве, држите ме за збор. Запамтете во денот што сме го кажали, ова ве гледам во очи, а јас сум човек кој што држи до својот збор. И камерата, еве, но мене ми е зборот побитен од камерата. Еве, држите ме за збор. Веќе 2 месеца имаме постојани пројави за поставени експлозивни направи, училишта, институции. Од вчера добиваме и пријави за места каде што има голема фреквенција на луѓе. Ќе реагирате ли како партија некако, бидејќи очигледно дека Министерството за внатрешни работи нема план како да се третирате и деувачите на луѓе? Да, благодарам на прашањето. Реагираме и ќе реагираме. Но повторно ќе ви кажам, ние не ги управуваме институциите. За да можеме да дадем одговор на вашето прашање, мора да ги водиме тие институции. Вака од страна можеме само да реагираме. И тоа создава фрустрација код круг граѓани, и што прави опозицијата. Не може да опозиција да направи, опозицијата победи. За да направи нешто опозицијата, треба да дојдеме до избори. Да направиме влада, да ги водиме тие институции за да дојдеме до решение. Од опозиција можеме ова, сите можни ова да ги користат. Тоа е. Електроенергетскиот систем е стабилен, вака прилика се фалат од влада денеска. Од друга страна се врши набавка. А од трета страна велат дека моменталното производство ги задоволува потребите на домаќинствата и малите потрошувачи. Ваш коментар, дали навистина состојбата е под контрола? Видете, сигурно ќе имаме барем во основа кај ДДВ-то покачување од 5%, бидејќи него прифати амандманот на ВМРО-ДПМН за да се одржи ДДВ-то 5% за струјата, туку ќе одат сега прво до 10, а потоа од јуни на 18%. Значи тоа сигурно ќе се случи. Дали во основата на цената на струјата ќе имаме покачување, тоа не знам, тоа треба да го каже регулаторна комисија. Моите информации од регулаторна комисија се дека се уште пресметките енергетските компании не ги доставиле. Но што се однесува до данокот, до ДДВ-то, тоа сигурно ќе биде 5% сега и уште дополнителни 8% барем според тоа што е моментално официјална политика на владата, бидејќи го одбија амандманот на ВМРО-ДПМН за задржување на 5% повластена стапка на ДДВ за цената на струјата. Што се однесува до ставот на владата дека произведува доволно за потребите на ева на холм или на домакинствата и оние кои што ги снабдува ева на холм. Еве, вие самите во прашањето дадовте демант. Односно, ако ние произведуваме доволно, чуму потребата да увезуваме? Многу едноставно. Ако јас произведувам, зошто да увезувам? Ке си произведувам и немам потреба да увезувам. Они увезува сега, најновата, денеска мислам дека објавив, од 12 до 18 нови 2,5 милиони евра и некаде за 40 на дена се близу 40 милиони евра само увоз на струја. Плюс увоз на јаглен, плюс увоз на мазут. Што е дополнително? Хидроцентралите се на 16%. Неготино работи само со еден котел, а Битола работи со 2 блока на 75%. Трансформаторот го нема. Требаше на 1 ноември да дојде. Трансформаторот не е ни во Македонија. Тоа не е игло па да ја скриеме се, знаете, тоа е озбилна град. Видете, тоа се сериозни работи, многу сериозни работи. Цената на струјата на берзите сега веќе во декември наистина руши рекорди. Просекот во овие први 9-10 дена е повторно над 430 евра по мегават саат. Кај нас уште ладните месеци некако не се дојдени и добре е барем времево што не е стегнало, но кај ќе стегне, декември сме, јануари дојде февруари и ќе треба повторно тука да најдеме начини како да енергетски избалансираме Македонија. Јас очекувам најмалку тој увоз да чини 100 до 150 милиони евра само на струја до крајот на грејната сезона, плюс јаглен, плюс мазут. Истражете кој го увезува јагленот, од каде се тие компании и истражете кој го увезува
мазутот и од каде се тие компании. Секи ви стане јасно. Викаат, ако не знаете што е причината, тогаш мора пари да се упраша.